Општина Велес продолжува преку кршење на законите да се обидува да реализира нови вработувања. Ова е ставот на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија изнесен на денешната пресконференција. Непосредно пред локалните избори во октомври велат од СДСМ, после незаконски донесените годишни планови за вработување во локалната библиотека и музејот, истото се случува и со планот на јавното комунално предпријатие Дервен. Годишните планови за вработување за 2017 и 2018 година на ЈКП Дервен се спротивни на одредбите на Законот за вработени во јавниот сектор, член 20б, став 1, 2 и 4, во делот на законските прекузнивни рокови кои не се запазени. ЈКП Дервен ги пробива законските рокови за доставување на годишните планови за вработување. И Советот на Општина Велес, велат од партијата, ги пробива законските рокови за давање мислење на годишните планови за вработување. Од овие причини, тврдат од партијата, советниците на советничката група на Сојузот за иднината не гласала за ваквите, како што велат, противзаконски документи. Советот на Општина Велес пак исто така ги пробива законските рокови за разгледување и давање на мислење на годишните планови за вработување. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и советничката група на Сојузот за иднина се спротивстави и воопшто не гласа за ваквите противзаконски документи, особено за годишниот план за вработување за 2017 година, за кој Министерството за информатичко општество и администрација требало да достави позитивно мислење најдоцна до 31 декември 2016 година. На ставовите на СДСМ преку писмен допис реагираа од локалната самоуправа, од каде повторуваат дека општината е најтранспарентна во земјава. И додека траат овие секојдневни обвинувања, закани и клевети, нема ниту збор за долго најавуваните реформи за живот во Македонија, ниту збор за зголемување на платите и изградба на автопати, поврат на ДДВ и ефтина струја. Затоа СДСМ треба да престане со ваквиот деструктивен начин на работење и да престанат да глумат опозиција, бидејќи повеќе од еден месец раководат со централната власт, стои во писменото соопштение на Општина Велес. Од таму ја повикуваат Стојанова Богоевска, заедно со своите сопартијци, да започнат да ги реализираат ветувањата дадени пред граѓаните.